Нова блокада на магистралните патишта за 11 октомври најавуваат оризопроизводителите од Кочанскиот регион. Причина за повторното излегување на протест е што нема никаков договор за откупните цени на оризовата арпа пред новата жетва. Не е постигнат никаква согласност. Чекавме 2-3 дена до некое решение да се дојде. За жал, луѓето го предават оризо и откупуваат од цена од 22 до 24 денари. Што значи, производна цена. Некој ја направил, не само вие направиле. Институтот за земјоделие при УКИМ универзитетот. Ако тоа не е релевантно, ја не знам што е релевантно повише. Значи, што значи? Од 40 до 45 оризовата арпа, ако биде, ние нема што да тражиме да сееме. Затоа на 11 октомври испаѓаме на протест да не коментираме ѓубриво едно друго. Знаеме дека производна цена е таа. Мораме најмалку 10 до 12 динара да имаме за да обстанеме ние, не да живееме многу убаво. Ќе жнеам там на едно место ми и кој ќе дојде комбајно там ќе жнеам и толку. Ќе мора да платам во готово пари. Како што плативме во готово пари, земјоделските аптеки, репроматеријалите, ѓубривата, се што купивме. Сега кој ќе го дадеме на земјоделски задруги по 30 денара да одаме, факт ние сме само џабе работиле. Не сме момоци, него робове сме. И до годин кој ќе се ќе пуштам нека биде шавар на нивата. Земјоделците се подготвени за новата жетва, но собраната реколта велат дека нема да ја носат кај откупувачите. Ќе му дадам на комбањеру 1500, ќе ставам му трактору 1500 за 1 декар, за да го донесам до дома. Ќе го напунам у вреќи, ќе складирам. И што друго ќе му правам? Како да му го дам 24? Како може другите продукти да се и качува државата, а ово е да биде некачено? Слушам сама едно момче имаше од Чифлик, рече немаме ни 300 кила. Од 8, дури и по 6 вреќи луѓето најаѓале. Ја кај нас тако има до 13 и така. Шо е 13 вреќи? Оризопроизводителите најавуваат дека блокадата на магистралниот пат Кочани-Штип, како и претходно, ќе биде на 4 пункта. Подготвени се наместо неколку часови на коловозот да останат цело денонокие, а ако треба и подолго. Дали функционирањето на актуелниот состав на Советот на општина Кочани е доведено во прашање поради објективни причини или заради задоволување лични интереси? Оваа дилема произлегува како заклучок по одржувањето на изминатите неколку седници, а особено на последната, на која во воздухот лебдеше блага нервоза поради резултатите од гласањето за дел од точките на дневниот ред. Карактеристичен момент на седницата беше повлекувањето на точката на комуналното предпријатие Водовод за покачување на цената на геотермалната вода. Барањето за драстично поскапување од над 120% и јавните реакции на дел од корисниците на топлата вода ги излади очекувањата дека тоа ќе добие согласност без проблеми. Впечаток од дискусиите на советниците беше дека ни тие не се доволно убедени оти поскапувањето треба да биде во толкав обем. Ниту паузата, ниту координирањето на советничките групи не ги променија ставовите, па се случи повлекување на точката. Барање и консултации со сите советници и по моје барање како председател на совет, точката ќе биде повлечена и во најбрзо време рок. Јас мислам дека до среда или четврток ќе мора да биде организирана и свикана хитна седница, макар и со една точка, затоа што и покажување на раководителот и на директорот до 15, не до 15, туку некаде до 10, 11 државен празник треба да бидат доставени понудите до корисниците на геотермална вода, за да не дојдеме во ситуација да изгубат концесијата јавното комунално предпријатие. Има расположение и кај советниците, и кај директорот, и кај градоначалникот, и кај стопанствениците, ќе кажам јавно, да се седне уште денес да се разговара. Председателот на Советот за оваа недела најави одржување нова седница со единствена точка на која ќе се одлучува за новата цена на геотермалната вода. Сепак, термин за неа се уште не е определен и повеќе од јасно е дека таа нема да се одржи ниту оваа, ниту наредната недела, а можеби и потоа. Така, ситуацијата останува статус кво, без решение. Може ли, поради начинот на кој досега се носеа одлуките, работата на Советот да биде запрена? Неофицијално, таква опција постои. Прашање е колку ригорозно би се спроведувала, односно дали тоа може да доведе и до само распуштање и одржување нови локални избори, на кои би се избирал само нов советнички состав. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани организираше пресконференција на која председателот на партискиот огранок Мирче Стојков
зборуваше за последните случувања во Советот на општина Кочани при гласањето за покачување на цената на геотермалната вода. При тоа упати прашање дали граѓаните се должни да субвенционираат одредени бизниси кои се во собственост на поединци. Со неизгласување на одлуката за зголемување на цената на геотермалната вода за метар кубен, директно советничката група на СДС и нивните сателити во Советот на општина Кочани го открија нивното вистинско лице пред народот и паднаа во вода сите нивни искажени лаги дека се изберени да го штитат интересот на граѓанините. Цената на геотермалната вода, која не е изменета од 2012 година, предизвикува милионски загуби во работењето на КЈП Водовод. Исто така, сведоци сме на зголемување на цената на сите енергенси, на мазутот, на електричната енергија, на цената на трудот, па соодветно на тоа треба да има и рационално зголемување на цената на геотермалната вода за да се покријат овие расходи. Сите овие аргументи на советниците на СДС им беше сликовито и професионално објаснето од раководителот на Геотерма, господинот Иванов, на една од седниците на Советот. Стојков додаде дека на стопанствениците треба да им се помогне во услови на економска и енергетска криза, но тоа да не биде на грбот на обичните граѓани. Исто така, несватливо е, зошто СДС не ги гласат точките поврзани со статутарни измени и организирање на подружници на КЈП Водовод. Насоки кои се побарање на швајцарската амбасада која го води и го донира проектот за пречистителна станица на КЈП Водовод. Во време на претходниот градоначалник Илиев, лицемерите од СДС го фалеа проектот. Зоран Заев се сликаше за политичка промоција. А денес, зашто не се начело на локалната власт, проектот не чинал, па не треба да се гласа. Во дел од истиот проект се предвидува и преработка на слама, односно процес на компостирање и добивање на природно ѓубриво. Со овој проект, земјоделците ќе имаат каде да искористат сламата од нивите, наместо да ја палат како до сега што правеа. На крајот од пресконференцијата Стојков рече дека со блокади и уцени во Советот на општината се прави огромна штета на буџетот и просперитетот на сите граѓани во Кочани. Од Општинската организација на СДСМ Кочани упатија писмен одговор како реакција на пресконференцијата на ВМРО ДПМНЕ. Итавте кон преземање на локалната власт се послуживте со секакви манипулации да ги убедите граѓаните да ви ја дадат нивната доверба. Гордо парадиравте откако вашите планови се остварија, но заборавивте на еден многу важен детал. Локалната власт е во служба на граѓаните. Локалната власт не е наменета за остварување на лични интереси. Тоа значи дека секоја одлука, секој проект, секаков план не смее да штети никому. Вашата очигледна неспособност да менаџирате со локални институции и јавни предпријатија е застрашувачка. После цела една година ништо ново не слушаме, освен дека друг ви е крив, додека наводно вие сте посветени и конструктивни. Драги челници, не може да ја покривате неспособноста за менаџирање на водовод со покачување на цената за 130%. Не смеете да не помислувате на 150 вработени во тој сектор кои ќе останат без работа. Немате право да нудите решенија на проблемите врз грбот на луѓето. Уште помалку имате право да ги извртувате фактите и да пласирате приказни на кочанската јавност, глумејки загриженост. Па и вие гласавте за повлекување на точката од дневен ред со намера да се најде заедничко решение, а сега не знаете како да продолжите. Вашите знаења почнуваат и завршуваат со партиски вработување во водовод и носење на јавното предпријатие во апсолутна пропаст и милионски загуби. Со смена на директор не се решаваат проблемите. Се нагласува во писмениот одговор од Општинската организација на СДСМ Кочани, при што порачуваат до локалната власт да се занимава со обврските и задолженията што ги добила и да прифати одговорност. Општинската библиотека Искра во соработка со детската градинка Павлина Велјанова реализира едукативна програма со која ја одбележува неделата на детето. На работилницата Јас и моите детски права со најмладите од големата возрастна група од клонот Цветови на градинката се разговараше за детските права и начинот за нивно остварување, но и за одговорностите што децата треба да ги почитуваат во општествената заедница.
Заеднички ќе другаруваме и разговараме за детските права, но и за детските одговорности, при тоа ставајќи акцент на правото на образование, правото на игра, но и заштита на истите права. Денеска ќе бидат презентирани и два кратки едукативни содржини, филмови, анимирани, кои што се прикажани и изработени од страна на УНИЦЕФ, а достапни од УНИЦЕФ Македонија. Програмата е со наслов "Јас и моите детски права". На едукативната работилница со децата се зборуваше и за нивните права за слободно изразување, како и начинот на нивна заштита. Организирањето на едукативната работилница по повод неделата на детето е вклопена и во годишната програма за работа на библиотеката Искра од Кочани.